Драги ученици, добре дојдовте на часот по природни науки во денешнава училница. Јас сум наставник Марија од училиштето Никола Карев од Пробиштип и денеска ќе ви одржам час за растенијата околу нас. Да видиме што имаме на овие слики. На сите овие слики има растенија. Секое растение се одгледува во различни услови и секое растение си има свое име. Овде растенијата се групирани. Ова е група на овошја, група на зеленчук, група дрвја, група на житарки, цвеќиња и билки. Растенијата можат да бидат различни. Некои растенија растат под земја, некои ниско на земја, а некои се високи, со високи стебла и растат високо над земјата. Некои растенија раѓаат зрна, житарки, некои пак зеленчуци, а некои овошки. Некои растенија пак се користат како зачини за подобрување на вкусовите на нашата готвена храна, а некои се користат како лековити билки и чаеви кои служат за лекување на болести и настинки. Дрвјата се растенија што растат високо над земјата. Имаат високи и дебели стебла, а служат за прочистување на воздухот. Секое растение се прилагодило да опстане во својата животна средина. Постојат растенија што растат под вода, што растат во џунгла и што растат и обстојуваат во поларните предели. Но овие се поретки кај нас во нашето поднебје, а почести се оние што растат на поле или ливада, во вода и во шума. Ние ќе се задржиме на растенијата што растат во нашата околина. Спомнавме дека некои растенија се користат како зачини. Еве вакви се босилекот, макдоносот, рузмарин, чубрика, црн бибер, копар, целер, оригано, пашканат. Сите овие растенија растат како грмушки или ниско на земјата. Треба да се исушат, за да можат да се користат како зачини за збогатување на вкусот на храната. Некои пак се користат како чаеви и лековити билки. Мајчина душичка, камилица, чај од кантарион. Забележуваме дека некои имаат и цветови. Понатаму имаме и други чаеви и лековити билки. Тоа е жалфија, хибискус и планински чај. А тука се и чајот од нане, чајот од коприва и чајот од липа. Чајот од липа е чај што расте од дрво, додека копривата и нането растат ниско на земја. Во нашата околина има разновидни дрвја. Тие се делат на зимзелени и на листопадни. Зимзелените дрвја имаат способност да опстанат и на ниски температури, додека листопадните се дрвја кои ги губат лисјата во одреден дел од годината. Вие знаете кој е тој дел? Така е, во есен, кога лисјата пожолтуваат и паѓаат. Ајде да видиме кои се зимзелени дрвја што ги има во нашата околина. Ова е бор, елка, смрека. Овие се зелени и во зима, затоа се викаат зимзелени. Најпознати листопадни дрвја што ги има во нашата околина се бреза, даб, бука, липа и сите плодородни дрвја. Плодородните дрвја раѓаат што? Овошни плодови, така е. Некои од плодовите што се раѓаат ги употребуваме во нашата исхрана. Значи, освен
чаеви, зачини и рековме дрвјата се прочистувачи на воздухот, постојат и растенија што ги користиме во нашата исхрана. Сега ќе слушате внимателно за да откриете за кои плодови станува збор. Ќе обработиме неколку овошки и зеленчуци. Жолто, зелено и црвено можам да бидам. Сите запчиња можам да ги видам. Кога од торбичката ме вадат, за со мене да се сладат. Во есен ме берат од дрво. На листата за здрава храна сум на место прво. Дали препознавте што опишав јас? Одлично, јаболко. Мало сум и црвено топче со семка во среде. Од мене вкусен сок се цеде. Девојчињата на уши ме закачуваат, како црвени обетки ме замислуваат. А јас сум си најчесто во пар со мојот најдобар другар. Одлично, погодивте, цреша. Личам на светилка што свети силно, но мека сум и сочна, дете мое милно. Имам мирис и вкус вреден, за компот и сок сум број 1. Но најдобро е да ме јадеш кога сум свежа, тогаш знам дека на душа ти лежам. Дали погодивте? Така, ова е опис на круша. Компот, джем и сок од мене прават оти сум со краток рок. Лушпата ми е влакнеста или мазна, но внатрешноста никогаш не ми е празна. Кога ме гризнеш, сок од мене тече, затоа мама на парченца ме сече. Што е ова? Влакнеста или мазна? Одлично, погодивте, тоа е праска. Не штити дебела и зелена кора, а мојата внатрешност е вистинска фора. Црвена и сочна со семки мали. Во жештина го освежувам секој што ме фали. Голема сум и тркалезна галеница, во летните месеци главна миленица. Се викам лубеница. Сега малку да обработиме некои видови на зеленчук. Од земја растам и не се гледам, но сите знаат колку вредам. За да имаш добар вид и супер со очи да гледаш, барем еднаш во денот треба да ме земаш. Во секоја чорба ме ставава мицка, а долгувото зајаче сака да ме грицка. Одлични сте, Морко. Пржен, варен или печен. Вкусен сум дури и кога сум скмечен. Само немој жив да ме јадеш, ниту на друг така да ме дадеш. Ме вадат од земја, од нива или рит, од мене се прави чипс и помфрит. Ова беше лесно. Компир. Црвен сум и полн со семе. Од пазар секој сака да ме земе. Во многу салати сум дел главен, мојот вкус ме направи славен. Растам на стебло, закачено за стап, од мене се прави омилениот кетчап. Секако, ова е домат. Може да сум лута или блага, на доматот и краставицата сум друшка драга. Заедно шопска салата правиме, кога во фрижидер добро ќе се оладиме. По боја сум црвена или зелена, а во ајвар ме ставаат смелена. Така е, пиперка. Можеш да ме јадеш млад или стар. Во секоја јадење сум добар другар. Од ручекот и салатата најчесто сум дел. Колку сум вкусен, знае секој што ме јадел. Но и мажи и жени кога ме сечат солзи ронат, очите ги печат. Тоа е кромит. По убавиот мирис сум познат јас. Кога ме јадеш мене, ти нема спас. Во уста друго што и да ставиш, мојот мирис не го вадиш. Но едно да знаеш и да не ти е мака, кој мене ме јаде, грип не го фаќа. Дали погодивте? Лук, така е.
Постојат и други видови на овошје и зеленчук. Еве ги овде: грозје, круша, лубеница, малина, портокал, цреша, јаболко, јагода, капина, боровинка, аронија, зелено јаболко, праска. Имаме и повеќе видови на зеленчуци: пиперка, краставица, морков, компир, бабура, син домат, цвекло, кромит, домат, брокула и печурка. Разгледајте ги овие овошки и зеленчуци и размислете кое овошје и кој зеленчук како расте. Дали расте ниско на земја, дали како грмушка, дали како плод на дрво. А затоа што добро слушавте, ќе имате гратис игри со погодување на овошки и зеленчуци. Скенирајте ги овие кодови со вашиот телефон или пак кликнете на линковите што се дадени под видеото, за да пристапите до она што е дадено на линковите. Ви благодарам на вниманието.